секаде во светот има рудници, но овој рудник е на принцип на електролиза. За електролиза неминовна е сулфурна киселина, а ако се експлоатират злато и други племенити метали и цијаниди. Значи, ако се изгласа овој закон за забрана за сулфурната киселина и цијанидите, овој рудник не може да работи. Предлог законот, ако помине во собрание, ако се изгласа, тогаш го решаваме прашањето за наредните 86 концесии. Но како што знаеме во Македонија законите немаат ретроактивна важност, така да и според кажувањата на предлагачите, односно пратениците, тврдат дека тој закон нема да важи за рударскиот комплекс Казандол. Иако тие имаат сега поднесено барање за интегрирана еколошка дозвола, сега ако законот се донесе пред издавањето на таа интегрирана еколошка дозвола, не знаеме според кој закон ќе издаде таа. Дали според стариот или според овој новиот што е во најава. Иницијативите, локалните иницијативи од Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран поднесува барање до Министерство за животна средина за јавна расправа во однос на издавањето на интегрираната еколошка дозвола. Дали за ова прашање вие како градоначалник имате разговарано лично со премиерот Заев? Значи, ние на многу наврати имаме разговарано по однос на тоа прашање. Значи, ова е наследен проблем. Нашиот став и на владата, и на нас како локална власт, мислам дека и повеќе од јасен, многу пати недвосмислено е искажан и затоа сега се бараат правни норми за да се затвори прашањето.